Ќе бидам многу кратка. Сакам само во името на транспарентноста, почитуване колешке, вашата флоскула или флоскулата на вашиот Зоран Заев, кој што требаше да биде знак на препознавање на ова нова влада. Треба да бидеме транспарентни. Значи, кажавте дека ќе има директор, дека има управен одбор, дека ќе ги превземете сите вработени кои што биле во Проаква. Ако тогаш ги превземете сите вработени, а Проаква беше превработена можеби 3 пати повеќе, 5 пати повеќе, и она што кажавте управен одбор директори, тогаш овие 183 милиони денари ви се малку само за плати. А камо ли да се превземат нешто како што викате вие во рехабилитација на актуелната ситуација на колекторскиот систем. И еве вака, ако сме на иста бранова должина, како што кажувате, а верувам дека сме, и верувам дека да, заради сериозноста на теренот и во Радожда и во Трапејица, тоа го потврдувам дека е така, и изградбата на канализациониот систем бара исклучително огромни средства за тоа да се реши. Еве, како што доаѓаме од тој регион, да ја замолиме министерката, не е бог знае колкава сумата за изградба на пречистителни станици, 3 пречистителни станици, да овозможи средства, барем еве за почеток, не мора за до крај, затоа што во буџетот за 2020 година да поднесеме амандман за пречистителни станици во Трпејица, во Радожда и кај беше уште едното место во Лагадин, каде што е на вистина, или Пештани. Од Пештани до Трпејица. И да се направат тие пречистителни станици по принципот како што Илинден го има направено тука во Скопје. Еве, не треба да одиме подалеку, треба да се оди и да се видат позитивните практики кои што градоначалниците ги имале во изминатиот период. И да направиме на вистина еден придонес кон граѓаните и во заштита на Охридското езеро. Не се огромни суми, дајте да видиме, еве, нека направи заменичката министерка до крајот на ребаланс или министерката до крајот на дискусиите, колку средства ќе бидат потребни за барем да се отпочне за изградба на тие пречистителни станици. Искуствата, еве, нека се земат од општина Иглинден, колку коштаат тие пречистителни станици заради конфигурацијата на теренот. Еве 3 пречистителни станици за нивното отпочнување, како што кажавме, во Трпејица, во Радожде, уствари во тој и Пештани, во тој предел. Еве, заедно, почитувана колешке, на вистина ќе дадеме огромен допринос во тој дел. Ви благодарам.